Добро вечер на сите. Добро дојдовте во втората дискусија, интернет дискусија на тема 19 години подоцна. Градиме 19 години после конфликтот од 2001, градиме да обновуваме ли меѓуетничка доверба во Македонија. Денес имаме таа чест задоволство да имаме со нас 5 новинари, со кои ќе поразговараме во врска со неколку прашања поврзани со темата. Како моментално ја проценувате довербата помеѓу различните етнички заедници во Македонија? Во која мерка моменталните договори, политики, процеси и слично влијаат врз постоењето, односно непостоењето на доверба, а во која мерка на постоење на дистанца помеѓу етничките заедници? Што се однесува до самиот чин на довербата, јас би ја поделил на неколку нивоа вертикално. Вертикално значи довербата кај обичниот човек, значи довербата меѓу етничките заедници, меѓу граѓаните, жителите на селата, обичните занаетчи, работниците, луѓето кои што функционираат во системот, другарите, пријателите, комшиите. Потоа довербата која што е на едно поинакво ниво, довербата на оние кои што се наметнуваат како медиуми, меѓутоа се уште не би стигнал до политичарите, да речеме не медиуми во буквална смисла на зборот, туку авторитети во својата средина. Значи зборувам за интелектуалци, професори, луѓе кои што околу себе влијаат или генерираат доверба, недоверба или одредени ставови и мислења и на тој начин влијаат врз средината. И на крајот горе во градењето на таа доверба или печатокот представата за таа доверба би ги издвоил несомнено политичарите, политичките партии. И евалуацијата над довербата јас би ја правил на сите овие различни нивоа, бидејќи ако се спуштите долу во довербата која имам јас, мојот пријател албанец Ром, мојот комшија турчин овде во Битола, и довербата која што како впечаток генерално ја даваат медиумите, односно политичките партии во Македонија, ќе добиеме различен впечаток. Значи, проблемот на Македонија е тоа што постои дискрапанца меѓу реалната фактичка состојба на теренот, кај обичниот граѓанин, и она што како доверба се прикажува најчесто од дневно политички цели, кои што честопати и немаат многу врска со етникумот, туку едноставно како и впрочем во сите политички партии, независно од етничкиот презнак, имаат за цел освојување на власт, задржување на власт, обезбедување на мнозинство, стварување на некои своји други цели. Гледаме во последно време и од лукративна или било која друга природа, кои што немаат многу врска со довербата меѓу обичните граѓани. Меѓутоа, од друга страна, се остава простор, токму заради она што го имаат како забелешка нели и меѓународната заедница, заради нефункционирањето на проблемите во функционирањето на правната држава, на системот, на нели законите во државата, се појавува еден меѓупростор каде што политичарите, независно од било која етничка заедница, може да си поигруваат и да злоупотребуваат таа доверба во полза, нели во корис на некаква нивна краткорочна политичка цел, која што најчесто во Македонија, за жал, со оглед на тоа колку често имаме избори, се сведува за победа на следните избори. Довербата на социјално ниво за која зборува Благој, таа секогаш ќе постои и постоеше бидејќи тоа е човечки ниво, но проблемот во Македонија не е до тој момент, бидејќи комшии ќе бидат комшии и ќе живеат заедно или ќе се караат заедно или ќе имаат дебати или ќе поделат се. Тоа е насекаде исто. Проблемот секогаш во Македонија било во институционалниот дел и неразбирањето на институциите и повеќе на доминантниот етникум за проблемите или потребите кои ги има етничките заедници, а поготово албанската етничка заедница во одредени периоди. И мислам дека конфликтот секогаш бил тука, а сршта на конфликтот е во концептот на државата. Каква држава сакаме? Дали е Македонија, сега Северна Македонија, држава на сите, каде што сите сме различни и имаме некакви различни потреби, и во овој контекст, тоа што сакам да подвлечаме, како институциите реагираат на тоа
И од друга страна, дали Северна Македонија прво е македонска држава на македонскиот етникум, па после на другите. И мислам дека овие два концепта секогаш се судирале, па од тука произлегуваат тие тензии или тие различни видувања на начинот како ќе ја градиме државата Северна Македонија. Првите тензии беа пред независноста и за време на независноста во 90-тите години, токму заради овој моментум, бидејќи одредени права, одредени ситуации, новата држава на Македонија не ги предвиди за етничките заедници, да не навлегува многу во историјата. Па после се створи тензиите пред 2001 и конфликтот, кој повторно сршта тука ја има на начинот како ќе се продолжуваше понатаму. И сега имаме еден друг моментум, поготово после 10 години на полуавторитарна држава, каде сите без разлика видоа дека во суштина односот на институциите и граѓанинот е базата на нешто што треба да се гради како здраво општество. Тој период на некој начин покажа дека сите граѓани без разлика на каков бекграунд имаат етнички, ако има авторитарност во суштина може да бидат потиснати. Не дека ја нема, постои таа доверба помеѓу етничките заедници, помеѓу граѓаните кои што формираат етничка заедница, меѓутоа многу лош момент е кога цела таа политика ќе се истори врз граѓаните, тоа што и благо ја го начнува на почеток е кога во даден временски период одредени политички структури заради нивните интереси ќе се обидат на секој можен начин да наметнат своји ставови, да разговарат одредена тема која што е сензитивна, била некогаш и се уште трае, кога и да ја спомните. Конфликтот 2001, кога и да го спомниме, е пресензитивна тема во зависност од едукацијата која што има одреден човек, реагира бурно. Чаршијата е спомната исто. Дом денеска ја се уште познавам луѓе кои што ќе ви кажат па не би отишле во старата скопска чаршија затоа што таму е предоминантно албанското и на некој начин турското население. Меѓутоа тоа е она матрица која што е вградена од мали нозе. Го спомнав моето семејство, јас кога требаше да се преселам во Скопје, кај мои родители превладуваше оној момент дека кога дознаа дека ќе бидам цимерели со албанец и по автоматизам тоа не може никако да го превола, затоа што они беа растени у тој период дека албанците се лоши луѓе, дека ние не смееме со нив да се дружиме, и дојде оној период кога јас требаше да ги информирам дека ќе живеам со албанец, ќе живеам и со македонец, меѓутоа македонецот беше многу поприфатлив да биде со мене во соба, меѓутоа албанецот по никоја цена. И се бараја тука начини како тоа да го пребродиме, за да им укажам дека не е како што они го сватиле. Зборувам ова затоа што довербата кај нив била нарушена многу одамна, уште пред 91-а, не дека се чекало 2001-а, и генерацији кои што порасна, генерацијата која што порасна со тој начин на едукација, дом денеска се уште во глава имаат, живеат со дискредитирање на таа на одредена етничка заедница. 10 години ние гледавме како всушност на некој начин власта буричка во тие проблематични односи, секогаш кога ќе притребаше некаква потреба за дефокус, за да се направи одреден проблем или да се пренасочи вниманието и така натака, и тоа беше навистина и тогаш прилично ме плашеше, да кажам. Мислам, беше доста на моменти причина за вознемирување, за стрес, за едноставно нешто што дефинитивно не беше здраво, и тоа беше користено често, етничките прашања беа често користени за некакви дневно-политички расправи, дефокуси и поени. Потоа следеа протестите,
тоа јас би го споменала, мислам дека има доста значење од оваа нели низ оваа призма, затоа што претходните нели тие протести за промени кои што беа за разни прашања, тоа беа веќе неколку видови на протести во различен таймлайн, да кажам, кои што потоа нели беа со шарената револуција. Мислам дека тука имаше покажаа дека постојат некакви точки на обединување. И мислам дека затоа тоа тие е важно да се споменат, затоа што тогаш баш дојде до израз тие некакви точки, да ги кажам, на обединување кои што се важни за сите етнички заедници, како што беше споменато и претходно, баш се види дека постои таа некоја свест дека е неважно кога нели функционира некаква репресивна власт, дека навистина е неважно кој од која етничка заедница е, дека тоа едноставно нема да биде здраво за никого, дека не функционира и дека мислам дека една од тие беше дефинитивно борбата за правда. Мислам дека има позитивно влијание последните нели договори за меѓусоседство, нели кои што ни ги отворија патот и за НАТО и за ЕУ. Мислам дека има свој влијание затоа што полека и народот почнува да верува дека оваа држава може да успее. И тоа е многу битно затоа што помалите етнички заедници едноставно не верува на оваа држава. Не верува дека ќе успее, не верува дека ќе стигне до негде. Еве докажавме последните години дека сепак можеме. И мислам дека единствена успешна мултиетничка приказна може само во овој регион може да биде само Македонија. Видете ги пример босанците како живеат во една иста држава, ама како да живеат во тотални како да кажам спротивни светови. Немаат ниту една заедничка точка заедно, како да се во постојан конфликт. Ни се даде шанса со овие последни процеси да изградиме една модерна мултиетничка држава, а нели сакаме да бидеме дел од Европа, сакаме да бидеме дел од нели едно семејство кај што не се дискриминира по етничка линија или не се дава плата според етничка припадност или такви слични случаи. Ни се даде шанса и мислам дека тоа малце создаде еден вид на доверба и еден вид на надеж дека можеме да успееме, но сепак мислам дека треба уште многу да се работи. Улогата на медиумите, меѓутоа и генерално на нашето општество во градењето на доверба меѓу заедниците во иднина. Вака, значи јас повторно ќе се навратам на теоретизирањето, нели го спомнавте сите за тоа дека фактички за довербата, она што е пресудно, го споменавте образованието, точното информирање, односно едукација генерално на општеството за да се надминат тие предрасуди. Значи Сунај го кажа примерот на класични предрасуди при неговото доаѓање од Прилеп во Скопје. Не оди во Мавровка отијадат луѓе или во старата скопска чаршија не знам, шетаат поинакви луѓе и е страшно и така натаму. Значи се работи за нетранспарентност, за погрешна информираност или намерно лиферување на погрешни информации. Значи повторно кога ќе го заокружиме кругот, впечатокот кај луѓето, не знам, во Скопје, во Чаир или во било која друга населба со друг етнички предзнак, како што Фуркан го кажа, дека постои одредена гетоизираност или поделеност на самите реони на населбите, пак на крајот ќе стигнеме дека зависи од политиката, бидејќи начинот на решавање на инфраструктурни прашања, вложувањето во образованието, вложувањето во издигнувањето на свесноста на самото население, на потребите кои што ги имаат тие, на одредувањето на нивните приоритети, сето тоа, моќта за манипулирање со сето тоа е во рацете на политичарите кои што на некој начин им ги наметнуваат тие приоритети и на тој начин или ги држат неинформирани, или ги држат погрешно информирани, или нели им лиферуваат погрешни информации. Значи, клучот е во информирањето, за среќа, нели со техничко-технолошкиот напредок и сега на овој начин, или како што сега се гледаме овде и со интернетот,
И покрај ризикот од секакви и лажни вести, пристапот до информација е многу поголем од колку што беше и било кој граѓанин нема да го добие впечатокот за светот надвор од тоа што некој ќе дојде и ќе му го каже во предизборна кампања, туку со 2 клика на интернет ќе го провери како е тоа таму или како се живее или што мисли тој човек и така натаму, така што сега барем кругот за манипулирање со оваа нова млада генерација во смисла на намерно подгревање на тие тензии е стеснет, бидејќи самите луѓе ја имаат технолошката слобода на некој начин да стигнат до поголем број на информации со кои што нели ќе го формираат своето мислење, нормално со ризикот од постојање на лажни вести. Медиумите затоа што немаат влијание. Толку е нарушена довербата во медиумите последниве години, со што ние како медиумски работници едноставно не може да влијаеме во ниту еден процес за да го свртиме, како да кажем, во друга насока, да не оди кај што други испланирале за нас. Иако, например, повеќето од јавноста го мисли исто како и нас во одредена ситуација. Пример имавме со промените во изборниот законник. Не можевме да истуркаме како тема, затоа што таква тема не ни наметна институциите. Во вакво време на социјални медиуми, во време кога државата има посилни медиумски сервиси од секој приватен медиум, па и јавен сервис, затоа што го користат јавниот сервис, мислам дека новинарите се немоćни, тотално немоćни. Мислам дека за да се надмине ова недоверба, најбитно е да се врати прво довербата во институциите, да не му се суди на некој затоа што е албанец или македонец, да му се суди затоа што е потенцијален криминалец или па тоа што некои луѓе од државата ја гледаат одреден етникум, не сме да ја гледа државата како своја собственост, но и одговорноста не треба да биде само на еден етникум што се случува во оваа држава. Треба одговорноста да се преземе заедно. Но во оваа ситуација, мислам дека медиумите се најнебитни, затоа што видовме како тоа функционира и порано. Власта, за жал, ги има своите инструменти, кога сакаат може да ти ако сакаат може да ти направат меѓуетнички тензии. Мислам дека барем во ова приказна ние не сме најголемите виновници, но дали да може да влијаеме во одредена мера, мислам дека може да влијаеме. Но дека сме главните виновници, мислам дека не е така. Медиумите мислам дека имаат голема моќ, но се како да кажам, некои се финансиски, кадровски, значи слаби се во моментов поради X други причини за кои што сега немаме доволно време за да дискутираме. Значи тие се на некој начин изнамоштени, поделени, поларизирани, значи слаби се во платите, во условите, во дигиталните вештини, ако сакате, значи во многу тоа се слоевити проблеми поради кои што медиумите и новинарството, не само медиумите, туку новинарите се да кажам заслабени не само на оваа тема, туку на многу други. Меѓутоа одредени медиуми не ни мислам дека сакаат да имаат било какво подобрување или одговорност, затоа што едноставно тоа не е нивната агенда. Значи нивната агенда е сосема нешто друго. Така што не може да очекуваме дека тука некои етички расти, дилеми некакви ќе има, затоа што едноставно одредени медиуми имаат сосема имаат сосема некаква друга агенда. Не е некаков раст професионален, новинарски, некакви, не знам, можеби да се стремат кон некои, не знам какви новинарски достигнувања и така натаму. Така што останува големо влијанието нормално на тие одредени центри на моќ, останува влијанието, а една од тие, според мене тука кажав, нели, со Фуркан делумно е согласам дека мислам дека една од главните маши на тие центри на моќ секако остануваат медиумите и една од главните сојузници во спроведување на одредени нели агенди. Така што мислам дека нашата улога и тоа како е важна во сите тие процеси. Сега во таа борба веројатно секогаш ќе биде како професионалците да ги на некој начин да ги маргинализираат непрофесионалците. Значи
веројатно тука останува она кое што тука останува нашата, еве да ја кажам, борба. Секогаш ќе го има ова непрофесионалното и секогаш ќе ги има тие кујни и така натака, меѓутоа како веројатно ние тука треба да дојдеме до израз, па еве ќе речам и можеби новава генерација, нормално со помош на поискуството е како тоа да го како да ги маргинализираме непрофесионалците. Тоа за мене е многу важно прашање, не само во овој поглед, туку и за сите за еден куп други прашања. Мислам дека тука се гледа и малце генерацијски разлика на тоа која би требало да биде ролјата на новинарството, а тоа можеби дека поради начинот како се употребуваа медиумите во минатиот период, помладата генерација можеби нема доволна слика да види дека ролјата е многу јака во суштина. И не е вистина дека не може да се наметнат теми, напротив може да се наметнат многу битни теми и мислам дека медиумите и дури кога се злоупотребува, наметнуваа намерно одредени теми за да може после понатаму да се одвиваа некои политички процеси. Но што сакам да кажам? Две работи. Едната е професионалноста. Општеството треба да се навикне да ги види новинарите на професионалци и непрофесионалци како што постојат во сите други професии. Ние ова помеѓу себе го дискутираме, но не е доволно. Очигледно во групата на непрофесионални новинари има и многу манипулатори кои сега со новите медиуми и новите технологии во суштина креираат лажна идеја на тоа што е новинарство и што е одговорност. Понекогаш многу се меша активизмот со новинарството, што е тотално други работи, но алатката дека се менува не значи дека се менува сршта на новинарството, а сршта на новинарството е да се информира балансирано за проблеми кои не секогаш властите ги сакаат. Сега кога сме кај властите, ова е вториот момент што сакам да го поттикнам, е дека ако сакаме да имаме професионално новинарство, тоа значи дека сакаме да имаме демократско општество. Ова кога го кажуваат новинарите не е многу секси, бидејќи е некако како да зборуваш за себе. Ова треба да го кажат сите, поготово политичарите кои треба да се навикнат на критика и треба да сакаат да има демократски дебати или да се отвара теми кои не секогаш ќе им иде на полза. Без медиуми не би постоело ниту било каква форма на демократија. Демократија без медиуми, ниту медиум без демократија не може да постои. Меѓутоа, се согласувам во некои делови каде што е нарушена таа медиумска писменост заради нивото на кое што сме стигнати. Се согласувам и со Зимет. Претходно пред неколку денови запина дадовме некои своји ставови, јас таму се уште стојам. Имам чувство дека живееме во оној период на 59-та година пред наша ера на Гај Јулиј Цезар, кога го формирал оној акта Дивна попули романи, каде се пласирале само информации кои што избирал тој да се пласираат. Од тој аспект сметам дека клиентелизмот кај нас се уште живее и треба да бидеме реални во тоа и многу да зборуваме гласно за тој клиентелизам кој што пак ја нарушува кичмата на новинарството, на професионално новинарство. Имаме се уште луѓе кои што се дозволуваат клиентелизмот да му е поголем од реалната информација која што треба да се пласира. Имаме состојба на така наречено транспарентно однесување на владата кон медиумите, кон новинарите. Не може да се смета за транспарентно ако се избере да се пласира тоа што тие сакаат. Меѓутоа, се друго што ќе биде како прашање поставено по автоматизам, ако не му се свиѓа, се доведуваме сами сме виновни како новинари тука да им дозволиме да ни кажат дека е фейк ньюс. Ви благодарам на сите говорници, прво на сите наши гости. Ви благодарам многу што споделивте ваши видувања во врска со темата. Мислам дека беше интересна, жива дискусија. Благодарам на сите гледачи кои што останаа со нас до самиот крај.